Продолжуваме со обелоденување на уште еден сегмент во најголемиот криминал во историјата на Македонија, направен преку проектот Скопје 2014 година. Во име на еднаквиот третман на сите лица пред лицето на правдата, денес јавно поднесуваме усна кривична пријава до јавното обвинителство на Република Македонија за гонење на организиран криминал и корупција против министерот за култура на Република Македонија Елизавета Канчевска-Милевска. За основано сомневање за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување од членот 353 став 5 од Кривичниот законник за нанесена штета на буџетот на Република Македонија во вредност од над 3,5 милиарди денари или повеќе од 58 милиони евра. Имено се сомневаме дека спротивно на членовите 3, 4, 5 и член 8 од Законот за мемориални споменици и спомен обележја, министерката учествувала, поттикнала и ја злоупотребила својата функција на начин што во име на Министерството доставиле 13 иницијативи до Општина Центар за подигање на 22 спомен обележја, иако од содржината на истите и описот на ликовите даден во иницијативите произлегува дека се работи за изградба на мемориални споменици, за кои општината не е надлежна, туку Собранието на Република Македонија. И тоа свесно знаејќи дека за секој споменик поединечно Собранието мора да донесе одлука и тоа со Бадентерово мнозинство. На таков начин, пријавената министер за култура на Република Македонија Елизавета Канчевска-Милевска се сомневаме дека свесно и со умисла сторила кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од членот 353 став 5 од Кривичниот закон, нанесувајќи штета на буџетот на Република Македонија во вкупен износ од 3 милиарди 551 милиони 68 илјади денари или 58 милиони 23.986 евра. Еве само дел од доказите кои јавно овде ќе ги презентираме. Министерството за култура ги доставило иницијативите за подигање на спомен обележја број 33 9992/1 од 30.10.2007 година, 41 30 60/1 од 4.3.2008 година, 41 61 14/1 од 16.6.2008 година и уште 10 такви иницијативи до Општина Центар за отпочнување на постапки за изградба на наводни спомен обележја, како исплаќање на повеќе од 58 милиони евра. Во сите своји иницијативи, Министерството за култура посочува дека станува збор за, цитирам, истакнати историски личности од историјата на Република Македонија, кои се од исклучително значење за развојот на државноста и за државно-правниот континуитет и се вградени во историскиот развој на Република Македонија. Описот на ликовите даден во иницијативите се совпаѓа во целост со законската дефиниција за мемориален споменик. Од увидот во списокот на поставените споменици, нема сомневање дека сите ликови кои се посочени во иницијативите од Министерството за култура представуваат маркантни личности кои се од исклучително значење за развојот на државноста на Република Македонија. Спомениците на Гоце Делчев, Никола Карев, Даме Груев, Цар Самуил и Александар Македонски не се личности од локално значење. Имајќи ги во предвид законските одредби членовите 3, 4, 5 и 8 од Законот за мемориални споменици и спомен обележја, како и усно изложените факти на денешната пресконференција, бараме итно постапување на МВР јавното обвинителство, кои ќе докажат дека немаат селективен пристап и дека сите се еднакви пред законот. Повикуваме веднаш да се разгледаат и можностите во врска со тоа дали министерката може да го повтори делото, имајќи предвид дека се уште е на истата функција. Треба да се процени дали министерката за култура може да влијае на сведоците и дали министерката може многу лесно да се впушти во бегство надвор од државата, знаејќи дека има дипломатски пасош. Државните институции се должни да реагираат. Во центарот на Скопје е направен криминал поголем од 300 милиони евра од страна на високи функционери на власта на ВМРО ДПМН. Ова е само дел од овој криминал што е направен во Скопје. Благодарам.